Добро вечер. Во топ тема на ваша страна вечерва ги објавуваме резултатите од најновата анкета на Телма и МЦМС за тоа како граѓаните ја оценуваат работата на владата на Зоран Заев една година откако го добија мандатот. Анкетата е телефонска и беше спроведена во периодот од 15 до 23 мај на репрезентативен примерок од 1052 испитаници. Анкетата ја изработи агенцијата Импроспект. Резултатите од анкетата вечерва ќе ги анализирам со моите гости, колегите Зоран Димитровски од неделникот Фокус и Горан Момировски од телевизија Алфа. Најпрво да видиме како одговориле граѓаните на прашањата за тоа дали земјата се движи во позитивна или во негативна насока и дали се задоволни или не од досегашното владење на коалицијата СДСМ и ДУИ. Резултатите ќе ги презентира Боби Христов. Наскоро може да очекуваме нова групна фотографија на владата, иако со мала измена на министрите во неа, но она што ние го прашуваме во првиот дел од анкетата вечерва е оценката за работата на актуелниот состав на владата во првата година од мандатот, како и тоа во кој правец ја води кабинетот на премиерот Зоран Заев државата. Тоа е првата група прашања. Според вас, ситуацијата во земјава во изминатите години со работата на новата влада се движи во позитивна, негативна и насока или останува иста е првото прашање. Одговорите се 36,8% сметаат дека државата се движи во негативна насока, 35,1% во позитивна насока, 22,4% е оние кои сметаат дека ситуацијата е иста како и претходно. Околу 6% е процентот на оние кои не знаеле или не сакале да одговорат. Тука имаме колебања во однос на етничката припадност, па така поголем дел од албанците сметаат дека ситуацијата оди во позитивна насока, помал дел е дека е негативна или иста, додека кај македонците е поголем процентот на оние кои што сметаат дека ситуацијата се движи во негативна насока. Ако пак се споредува според партиското изјаснување, односно партиската припадност на испитаниците, само 8,1% од поддржувачите на ВМРО ДПМНЕ сметаат дека државата се движи во позитивна насока, 73% е оној процентот на оние кои сметаат дека државата се движи во негативна насока. Сега, оние 35% став дека земјава се движи во позитивна насока, што ги имавме на почетокот, главно произлегуваат од поддржувачите на СДСМ, ДУИ и Алијансата, но еве, за продолжение на дебатата, уште една специфика, а тоа е дека 9,7% од поддржувачите на СДСМ сметаат дека земјата оди во негативна насока, 13,1% дека ситуацијата е иста. А тој број за непроменливост, односно дека ситуацијата е иста кај симпатизерите на ДУИ е дури 37,2% и дополнително симпатизерите на ДУИ сметаат 23,1% од симпатизерите на ДУИ сметаат дека земјава оди во негативна насока. Второто прашање, следствено на првото е: дали сте задоволни од работата на новата влада во изминатата година? Податоците може да ги презентираме на два начина, кумулативно и поединечно. Кумулативно задоволни се 49%. Тука влегуваат оние 16,5% кои што се целосно задоволни и оние 32,5% кои што сметаат дека се до некаде задоволни. 1,6% поени помалку незадоволни, односно 35,4% сметаат дека воопшто се изјасниле дека воопшто не се задоволни од работата на владата, а 12% дека се до некаде задоволни.
И сега, ако бараме некакви специфики во споредбените податоци, речиси е идентичен бројот на македонци и на албанци кои што се целосно задоволни, односно воопшто незадоволни. Кај македонците 37,9%, наспроти 29,1% кај албанците. Партиската призма пак покажува огромно мнозинство поддржувачи на ВМРО ДПМН кои што се целосно или до некаде задоволни од работата на владата, но дилема за премиерот и неговиот тим е и податокот дека 11,9%, речиси 12 од поддржувачите на СДСМ, како и дури 38,4% од поддржувачите на ДУИ се незадоволни од работата на владата во изминатите години. Ете, тоа се две прашања со многу значајни показатели, доволни за старт на интересна дебата. Сања? Благодарам, Боби. Тоа беше Боби Христов со одговорите на првите прашања во која насока се движи државата и како граѓаните се задоволни или не од нејзината работа по една година. Момировски, тука имаме поделба една кај граѓаните, речиси нема разлика. Едните сметаат дека државата оди владата на Заев ја води во позитивна насока. Исти е процентот на оние кои сметаат дека е во негативна и голем процент, 22,4, сметаат дека ништо не се променило. Значи, ситуацијата не променета. Да, 49 позитивно, кумулативно, 47,6 е против. За мене ова не е изненадување затоа што мислам дека и политичкиот спектар во моментов ги одразува состојбите кои што ги имавме за време на последните парламентарни избори. И отприлика ако анализирате вака на прв поглед ќе видите дека тука некаде 51 пратеник ВМРО ДПМН, 49 СДСМ на последните парламентарни избори и мислам дека ја дава една слика која што и тогаш ја имавме како политичка номенклатура во парламентот. Изненадување е тоа што очекував дека ќе има поголем број на луѓе кои што ја поддржуваат на владата, заради тоа што македонскиот менталитет, некако тоа што го гледаме последниве 27 години, секогаш македонецот е на страна на власта. И очекува дека ќе има поголема поддршка оваа влада, и особено заради тоа што објективно странците даваат сериозна поддршка за владата во последниве неколку месеци, со исклучок на овој последниот non-paper, и мисле дека ќе има поголема поддршка, меѓутоа верувам дека е ова објективна некаква анкета која што може да даде добри сугестии за владата каде да продолжи понатаму и во исто време на опозицијата каде може да поентира во однос на слабостите на владата. Како вам ви изгледаат овие бројки, некоја поделба и оние кои се задоволни и незадоволни од владата, бројки кои не покажуваат некоја огромна првото прашање е нели во која насока се движи државата, во позитивна или негативна. Второто е она во врска со дали сте каде владата ја води, дали сте задоволни од владата. Значи според ова прашање каде што за 1% нели или колку е веќе поголем дека се движи во негативна насока и гледаме голем процент 22% дека велат дека е иста фактички како и претходната состојба. Значи, многу е важно да ги имаме евентуално некои претходни мерења. Јас се сеќавам на бројки во изминативе години, каде што движењето на државата во одреден правец се оценувал над 50%, ако не и повеќе, до 60% дека одел во негативен правец. Факт е дека кога се поставува тоа прашање глобално, значи, не сакам да бидам ничи адвокат, се разбира, граѓаните сметаат тоа што сметаат. Кога се поставува тоа прашање глобално, секој си има на свој начин определено некакви подпрашања во себе, зошто смета дека државата се движи во позитивен или во негативен правец. За некого е многу поважна економијата, за некого е поважна да речеме евроатлантските интеграции, за некого е поважно дали се вработил, колку му испорачала владата во контекст на тоа, на некакви синекури, на некакви бенефити и така натаму. Сите одговараат различно, но факт е дека според мене доминира, иако е ова бројка од 22%, доминира дека ситуацијата е на некој начин закотвена иста. Затоа што ги имаме, она што го каже делумно и Момировски, ја имаме таа поделеност двата политички табора, и имаме еден растечки табор, кај Дуи веројатно тоа беше президент. Имаме растечки табор кој што не е задоволен, смета дека е иста состојбата, дека ништо не се, дека многу малку се менува. Така што
оценката. Неме показатели за Дуи како претходно реагирале, меѓутоа некој мој лично чувство мислам дека кај Дуи овој тренд секој имаме од претходните анкети беа исклучително критични. Инаку генерално ако одиме и на второто прашање, не знам дали ова е врзано и со второто прашање. Ги спои некако. Јас би сакал да. Значи овде имаме конкретно дали сте задоволни од работата на новата влада, нели? Каде што гледаме дека коефициентот тука е нешто малку повисок, иако се отприлика во рамките на статистичките грешки, нели? Дека на оние што се донекаде и целосно задоволни е нешто повисок од оние кои што се донекаде и целосно или воопшто не се задоволни. И тука, нели, конкретно како работела владата во изминатиот период. Повторно за ова прашање е важно што оценуваат граѓаните. Значи оценуваат една глобална работа на владата. Јас се надевам понатаму ќе видиме во кои области владата покажува резултати, во кои покажува помалку резултати. Но во секој случај ова сметам дека се ова реални оценки и дека за разлика од минатото, кога претходните влади како биле оценувани, односно претходната влада која што беше 10 години, мислам дека ова анкета покажува дека ова влада има еден благ позитивен однос на граѓаните кон неа. Со сета уграда дека наистина не сум експерт за анкети и истражување на јавно мислење, и тоа има некакви нелогичности кои што ги забележувам во анкетата, како на пример збројаме дека речи 40 или 38% од гласачите на Дуи сметаат дека државата оди во погрешна насока. Во исто време имаме еден индикатор овде кај прашањето или во кој правец се движи владата, негативна насока 40% од македонците и 26,1% од албанците. Тука малку е нелогично, а и треба да се каже уште нешто, дека во апсолутни бројки имаме во однос на целото население на Република Македонија 40% се отприлика 800.000 луѓе. Не, добро, ова е... 40% од македонците. Од македонците, да. Зборам за апсолутни бројки на ниво на цела држава. 26%, во секој случај 26% се многу помала бројка, зборуваме само за албанците. И затоа мислам дека треба да бидеме малку попрецизни кога ги представуваме проценти, затоа што ја знаеме народната, некому компир, некому месо, добро, вие се кроз табулација, меѓутоа фактот што како го објаснувате тогаш фактот што 38% од кај партиската споредба, кога имаме поддржувачите на СМ, ДУИ и ВМРО ДПМН, кај ВМРО ДПМН не се задоволни, не поддржуваат владата, СДСМ имаме 1% од 11,9% кои исто така се незадоволни, меѓутоа како го објаснувате овој процент од 38,4% од поддржувачи на ДУИ кои не се задоволни од владата, каде што е, нели, нивната партија. Пред како прекинав Жеро, баш што сакав да го кажам, кај Дуи мисля дека тој тренд е постојан последниве 18 години од рамковниот договор. Постојано во Дуи имате фракции кои што не се задоволни заради тоа што не добиваат можност до пристап на државните ресурси, до функции така натаму. Во моментов имате, според мои сознанија од партијата, имате 7 различни фракции кои што се борат да дојдат во позиција да дадат наследник на лидерот Али Ахмети. Се може би ова не е тема на разговор. Добро, ја анализираме партија. Да обяснам ситуацијата. Огромен дел од тие луѓе се разбира не се задоволни. Не се задоволни луѓето во Дуи затоа што им беше ветувано дека многу брзо Македонија ќе го реши спорот за името. Такви биле ветувањата на кај базата. Значи точно имаме информации дека луѓето очекувале дека уште пред 3-4 месеци ќе биде затворено прашањето за името, дека дури Али Ахмети ќе си даде оставка пред влезот во НАТО и така натаму. Така да кај Дуи ја немам никаква забелешка, верувам дека е тоа така и од моето искуство од контакти со нив знам дека огромен дел на луѓето не се задоволни и дека секогаш ќе остане тој тренд, затоа што и природно е да очекувате дека работите ќе се решат. Објективно е дека Македонија не оди напред во клучните фактори НАТО, Европската унија и дека тој тренд и понатаму ќе остане. Јас мислам дека незадоволството кај структури на Дуи, да речеме оние што се поддржувачи и гласачи, датира уште од конфликтот со кого ќе прави влада. И дека тоа е многу поврзано со дел од луѓето во Дуи кои што беа поврзани со ВМРО ДПМН. Значи дел од таа клиентелистичка структура во државната администрација, која евентуално е незадоволна затоа што не можела да ги продолжи оние политики кои што биле претходно со
со СДСМ, со СДСМ и претходно со ВМРО-ДПМН. И од тие причини, значи тоа што за нив нема доволно бенефиции, нема доволно позиции, нема доволно вработувања, не може да се вработуваат како и претходно по рамковен договор 1200-1300 да седат дома да земаат плата. И има едно такво незадоволство затоа што оваа влада реши да не вработува преку ред во државната администрација. Мислам дека тоа е една од клучните причини. Се разбира, ова у контекст на НАТО и Европската унија, се надевам подоцна и тие прашања ќе дојдат, ќе видиме како гласачите. А како го објаснувате овој процент? Не е многу значителен, но сепак и СДСМ 11,9% речиси 12% поддржувачи на СДСМ изразуваат некако незадоволство. Логично е, овој процент видовме од другата страна дека имаме околу 8 или 9% од ВМРО-ДПМН е гласачи кои што пак велат дека владата работела добро. Значи, секогаш имате одредена маргина во сопствената партија, луѓе кои се исто така незадоволни од развојот на одредени настани. Ја не велам дека тие по секоја цена се луѓе кои што не добиле одредени бенефиции, па за тоа се незадоволни. Но знаеме дека и во СДСМ имаше поделеност на структури, така наречено скопско крило и крило провинцијално и така натаму. Луѓе незадоволно, бранковисти. Значи, кога работите, генерално не може да се каже дека одат најдобро што може, нели? И секогаш имате луѓе кои што ќе го обвинат лидерот или владата, односно премиерот дека не работи. Од друга страна, слична е работата и во круговите на ВМРО-ДПМН, кај што гледаме 8-9% велат добро работи. Да, и таму има процент. Зашто таму очигледно има незадоволство од тоа што им се случува во партијата, па сакајќи да покажат одреден отпор кон новите партиски структури и исто велат, па добар е Заев, нели? Може би не затоа што тие така мислат, туку заради одреден отпор кон новото раководство на ВМРО-ДПМН. Жоржо сака да го сведе ова на клиентелизам, меѓутоа имате објективни причини, од кои што една причина е зошто голем дел од албанците се задоволни од развојот на ситуацијата, тоа е на пример законот за јазици. Логично е да албанците се задоволни од усвојување на тој закон. Да, кај по етничка споредба албанците се многу позадоволни од владата. Мислам дека главната причина е и бројот на министри во владата исто така. Од друга страна пак имате луѓе кои што во СДСМ не се задоволни од законот за јазици и се противат на и мислам дека на тој начин во оваа анкета се гледа дека незадоволството излегува со тоа што имате уште еден момент, имате голем број од поддржувачите, зборам за интелектуалците во државата, кои што не сакаат да го прифатат новиот начин на работа на владата во однос на законот за јазици, повторно да бидам конкретен, не знам, Владимир Милчин на пример, идеолог на левицата во Македонија, сега вели дека тоа направена грешка. Имате Катица Ќулавкова која што претходно Ама ја затоа велам дека овие прашања не се специфицирани. Ние не знаеме од каде има незадоволство. Кој ќе кажеме, се обидуваме да откриеме владата, па гледаме нели има национални прашања, има економски, има некои затоа што не се вработени. Во вториот дел од анкетата веќе по области глобално кога не можеме да дадеме точна дијагноза. Клиентелизам дека некој не добра работа. Да, тоа е важна причина. Се разбира, меѓутоа овде зборуваме за еден нов јавен дискурс каде што многу луѓе кои што беа силни поддржувачи на СДСМ претходно, дека беше во опозиција, сега отворено зборуваат против политиките на СДСМ и особено зборувам во контекст на тие национални теми, да не зборуваме за името, каде што многу огромен дел луѓето се чувствуваат разочарани од тоа што се случува сега и тоа сето се реперкуира, така да мислам дека и оваа бројка од 12% разочарани кај СДСМ, јас лично мислам дека е многу поголем. Врз основа на законот? Лично од контактите со луѓе членови на СДСМ кои што го кажуваат својот став, кои што овие бројки дали токму тоа го демонстрираат. Ние ќе видиме понатаму во контекст на поддршката на евроатлантските интеграции и на решавање на прашањето за името, мислам дека нешто спротивно говорат овие бројки, така што презентирате го тој дел, па ќе разговараме. Тој дел од анкетата. Дали може би да го завршим ова? Имаше овие бројки се должат и на очекувањата на граѓаните, бидејќи сепак имаше промена во државата и тоа го констатираат поголемиот број дека тие очекувања, она што вели владата, немавме време да ги оствариме. Очекувањата позитивно кажано или разочарувањата малку помалку објективно кажано. Луѓето се разочарани, тоа е факт. Меѓутоа луѓето се разочаруваат од секоја влада, пред секоја смена на влада вие имате очекувања од луѓето, од владата кои што најчесто не се остваруваат, особено во Македонија, тоа е така од почетокот. Сега исто така мораме да кажеме дека оваа влада имаше преголем број на очекувања кои што беа апсолутно нереални и едноставно на површина излегува работите кои што не може да бидат спроведени. Велите и вие,
имало една година само. Една година, да, објективно краток рок, особено ако се стави во контекст на 11 години владење на ВМРО ДПМНЕ, и јас искрен да бидам, не очекував дека владата ќе направи нешто огромно напредок во главните теми кои што овде се спомнуваат: вработување, економски напредок. Меѓутоа владата имаше доволно време да направи сериозни исчекори во реформите во судството, во процеси кои што се прилично негативни во моментот. Да, 49% задоволство од владата, мислите дека е разочарување? Па, тоа сакав да кажам, затоа што мислам дека претходно во Македонија имаше огромно разочарување кон владеачката структура претходна. За да се добие доволно доверба, не знам дали е доволно добар период од една година, но не е само тој период важен. Важни се и некои други теми, се надевам дека подоцна малку подетално ќе разговараме во контекст на да речеме реформите во судството или реформите во борбата против корупцијата и организираниот криминал. Ние знаеме дека добивме еден вид на транзиција која е во принцип со многу слаби, да речеме, перформанси во областа на реформите на правосудството, затоа што се пушти одреден легалистички принцип дека работите полека и сами од себе некако ќе се средат. Од тие причини сметам дека има и толкова незадоволство и во кругови на поддржувачи на оваа власт. Значи не се само прашањата за името, прашањата за идентитетот и така натаму, преговорите, туку се, според мене, барем кај овој дел од шарена револуција, од делот на луѓето кои што ја поддржува владата за одредени промени, каде што не гледаат вистински рез со минатото. Да го оценат она што претходно било, ако веќе го оценија како режим, тогаш се знае како се справува со режим. Ми сметате дека некои грешки и беа продолжени некои политики? Мислам дека тука не само грешки, дека владата немаше еден резолутен однос кон расчистување со минатото. Ќе одиме во детали подоцна ако... Во вториот дел од анкетата прашавме токму тоа кои беа приоритетите на владата изминатата година, а на што сметаат граѓаните дека владата требаше и треба да се фокусира. Тие ја оценија и работата на секое министерство поединечно. Боби Христов со резултатите од овој дел од анкетата. Голем фокус на надворешната политика за поставување на внатрешните прашања, почнувајќи од здравството, правосудството, економијата и така натаму. Дали оваа генерална перцепција во јавноста се потврдува и низ анкетата. Следуваат 4 прашања кои што ќе ги дадат одговорите. Првото е на која област владата посвети најмногу внимание во изминатите 12 месеци. Очекувано. Прво е името. 36,3%, ЕУ и НАТО интеграциите со 22,4%, потоа следува надворешната политика 3,9%. Зголемување на работните места 2,9%. Се што се однесува на економија, социјала, здравство, странски и домашни инвестиции, економски развој, образование, земјоделие, се е под 2%. Интегралната табела ќе можете да ја коментирате во продолжение. Обратно од ова, поставивме и друго прашање. Што е тоа што граѓаните сакаат да го видат од оваа влада? И тука имаме една сосема поинаква ситуација од она што го работела владата. На прво место се зголемување на работните места 26,8%, економски развој 25%, поголема грижа за здравството 9% и за социјалната заштита 6,4%. Тоа е, еве, условно првата четворка или петорка. Она што е приоритет за владата, името е на 5-тото место според граѓаните со 6,3%, ЕУ и НАТО интеграциите со 5,6%. Би издвоил уште една специфика, а тоа е дека правосудството е приоритет за само 1,3% од граѓаните, додека образованието за 2,1%. Животната средина само 1%. Сега, Сања, внимавајте, бидејќи малку ќе ви ја искомплицирам анализата со краток приказ на 2 прашања. Кое министерство најдобро ја работи својата работа и тука во првите 5 ги имаме. Министерството за надворешни работи, Министерството за внатрешни работи, образование, труд и социјална политика. Процентите ќе ги коментирате во текот на дебатата и имаме уште едно прашање. Кое министерство најлошо ја работи својата работа? И тука во првата петорка се
Министерството за здравство, внимавајте, со дури 18,2%, што е огромно незадоволство, а потоа следуваат правда, Министерство за внатрешни работи, економија и култура со процентен распон од 7,1 до некаде 4%. Прашавме проединечно и за некои области кои се сметаа за клучни за напредокот на земјата. Да не оптоварувам презентацијата, ќе оставам табелите прецизно да ги видат гледачите во текот на дебатата, но она што се заклучоците. Без малку 60% од испитаниците не се задоволни од економскиот раст и вработеноста. 61% не се задоволни од минималната плата. 60,3% не се задоволни од борбата со криминалот и корупцијата, 59% не се задоволни од реформите во судството, 63,6% не се задоволни од мерките што ги презема владата за унапредување на здравството. На позитивната страна, од сите области што ги поставивме, само образованието. Без малку половина или точно 49,3% се задоволни од реформите во образованието. И сега, цело е кога има се, но ова би требало да се надоврзат и податоците за рейтингот, оценката за мандатот на премиерот Зоран Заев и многу други прашања кои што се однесуваат до рейтинзите на партиите и личностите, но нив ги оставаме за во среда. Продолжуваме со коментари и анализа на она што досега го презентиравме, а тоа се владините политики. Многу грижи за премиерот покажуваат досега презентираните резултати. Сања? Да, Боби, рейтинзите остануваат за среда. Значи, овие резултати дефинитивно покажуваат дека сиот фокус на владата и она што го знаеме е на надворешната политика. Тука посветила владата само на името, вела 36,3% и у НАТО интеграциите 22,4%, излегува дека се запоставени внатрешните прашања, како здравството, судството, економијата. Не е спорно дека владата и целиот изминат период најмногу внимание посвети на надворешната политика. Сметајќи дека дека се клучни евроатланските интеграции за Македонија во контекст и на она што внатре треба да се случува. Тоа е еден впечаток во јавноста кој што е вака поделен. Мислам дека кај нас се многу важни тие перцепции во јавноста. Не од причини затоа што во одреден период владата не носела одредени мерки, да речеме во контекст на економијата. Знаеме дека владата постојано го говори тоа, дека се фали дека има и одредени економски мерки кои што подоцна треба да дадат резултати. Но факт е дека граѓаните се нетрпеливи во контекст на она што треба да се случува во создавање на работни места. Иако, нели, кажа има Мировски дека за година дена, ја не знам каков вие можете да направите прогрес во економијата. Знаеме дека претходната влада на Груевски, кога дојде 2006 година, и нели со целиот оној концепт за носење на странски инвестиции, и Груевски постојано го повторуваше тоа, па за една компанија да донесе одлука да инвестира, треба еден период од 1 до 2-3 години, па дури потоа. И дојдоа подоцна странски инвестиции, што не е спорно. Сега гледам дека владата кажа дека донесе 18 странски инвестиции во преди 10 месеци. Да, гледам дека оваа влада, премиерот Заев, ако се сеќавате во овој дуел, најави некоја цифра, дали беше 200, сега не ме држате точно за збор, туку една троцифрена бројка најави на странски инвестиции, што за мене беше навистина вака шокантно, нели, ако такво нешто се случи. Но мислам дека е една година период за носење странски инвестиции, без оглед што вие имате направена одредена инфраструктура, имате нова власт, нели, дали ќе влегува во НАТО, нема да влегува во НАТО, нели, тоа се некои прашања кои што треба да одлучат. На крајот на криштата е многу тешко да се направат таков тип на помаци во економијата. Тие ќе ги очекуваме во наредниот период, ако пристигнат. И ги имате тука и сите оние прашања, нели, на растот на економијата кој што бил нула на крајот на годината, иако владата била само 6 месеци, дека почнала од минус неколку и така. Значи, сите тие прашања се кои што граѓаните ги тиштат и логично е тие да го бараат тоа, посветување на економијата. Но мислам дека владата си го презеде врз себе крстот да направи нешто, да направи сериозен помак во оваа надворешна политика, во евроатланските интеграции, сметајќи дека тоа
ќе придонесе на економски план потоа да биде подобро. Дали ќе успее во тоа? Да, дали ќе успее, ставајќи го сиот политички капитал на таа Една од карта? премисите на кои што работат сите македонски влади до сега, последните 15 на година, е дека ако се влезе во НАТО и се почнат преговори со ЕУ, дека се ќе тргне, нели, економијата ќе напред, вработување, странски инвестиции, така натаму. Мислам дека овде не е во прашање таа основна премиса, туку дека нашите колеги што работат сега во владата, во, нели, PR тимот, точно знаат дека не можат да направат никакви резултати во сите овие наведени области, кои што сите заедно се 40%, а претходно имаме името ЕУ и НАТО интеграција на довршна политика над 60%. Затоа што овој дел е толку многу истеоретизиран, да речам, вие не можете да го измерите напорот што сте го вложиле. Резултатот е немерлив. Секогаш на крајот може да се оправдате дека Грција е лошата која што не сака да дојде до решение, дека одбива, нели, сите наши предлози, последниот Линденски, така натаму. И тука сте некако сигурни. Вложуваме напор да го решиме спорот со името, да влеземе во НАТО, да почнеме Европска унија преговори, а другите работи се разбира, нема капацитет владата, и да бидеме објективни, владата апсолутно нема капацитет да се справи со сите овие работи, не само влада, било која влада во Македонија. И затоа мислам дека ова е некаков дел од PR план, каде што јасно се гледат напорите, меѓутоа само во еден правец. Останатите работи каде што не можете да добиете резултат реален, каде ќе вработите вие сега луѓе кога немате странски инвестиции. Да, меѓутоа доколку успее оваа политика, се најде решение на спорот со името, нели? Имаме примери од Албанија кога влезе во НАТО, имаме примери од други држави кои влегоа во НАТО, дека за една година се неколкукратно зголемени странските инвестиции. Само поради таа причина. И мислам дека тоа е вака рационално да се претпостави дека тоа би можело да се случи. Но ризикот е голем ако тоа не се случи, се разбира. И тогаш на што вие ќе се потпрете? Од друга страна, сите овие други реформи, другиве сектори што се во прашање, тие многу зависат, според мене, од мониторингот во евроинтеграциите пред се. Затоа што јас се согласувам дека кај нас не дали има капацитет, можеби и во двете партии собрани на купче, прашање е дали ќе најдете капацитет за сериозни реформи. Но мислам дека вистински реформи се можни само со добар камшик од Брисел, кој што би значил, да речеме, почнување на преговори и врз основа на тоа отворање на поглавја за вие да ги направите вистинските реформи што се. Камшикот од Прибе го имаме, извештаите на комисијата и се случува завчера повторно добиеме термин за робена држава за кој што сите мислеме дека постоеше само во ВМРО ДФМН. Сега повторно го имаме терминот за робена држава една година откако имаше доволно време за нон-пейперот на Европската унија. Таа држава се уште не е ослободена. А се разбира, ја не сакам да го минимизирам дека во одредени кругови на СДСМ има условно речено началници што исто така би сакале да ја заробат. Но друго прашање е нели зошто се појави тој нон-пейпер и која е причината за тоа. Меѓутоа во принцип не сакам да кажам дека има камшикот го имаме, Прибе многу прецизно ни нацрта што треба да направиме, ресорите, дел од работите ги завршиме, дел не. Вие имате совет за реформи во судството кој што пропадна после 4 месеци, видни членови излегоа. Значи зборувам за работи, ја не зборувам да се вработат 100.000 луѓе. Зборувам за работи елементарни каде што можеше да се постави системот во 6 месеци. Значи во реформите за судството тоа е област, тука гледаме дека се оценуваат негативно доста во овој контекст, дека не се прика 6 во правосудството. Да, дека е лоша состојбата со реформите во судството и тоа е реален одраз. Да, меѓутоа и очекувањата на граѓаните пак не се толку дека ќе има реформи во судството. Ако ги споредиме пак очекувањата тие поголеми очекувања има зголемување работни места, здравство, економски развој. Судството некако е долу оставено. Она што пак во нон-пейперот само тој што е жртва од судството, само веројатно само три реагира. Ние повторно ќе се вратам на она зошто почна нели целата борба, нели нема правда, нема мир. Се разбира дека правдата е многу бавна, но кај нас испадна дека оние реформи што требаше да се направат, не успеавме барем да ги поставиме на здрави основи во почетокот. И зошто тоа се случи? Мислам дека делумно виновна е за тоа и Европската унија, затоа што на почетокот не дозволи да се примени еден концепт на реизбор на судиите.
Тука не беа веројатно овие земји што сега пишуваат во нон-пейперот врзани Холандија и Франција, затоа што видовме дека еден концепт на судски реформи како што да речеме во Албанија се направи со ветинг, односно со испитување на потеклото на имотот на судиите, да видиме кои биле тие, што се во минатото, нивниот професионализам. Кај нас не се презеде ниту тоа. И од тие причини тие реформи во судството доцнат. Имаме ретроградни процеси, имаме процеси на судии кои што се зафатени од структури кои што биле блиски до минатата власт и имаме едно додворувачко судство кое што сака да се додвори на новата власт, па суди врз основа на тоа како претпоставува дека Заев би сакал да се суди. Од тие причини оценката е сосема реална дека реформите судски не успеваат, меѓутоа не сум сигурен дека има политички сили во Македонија и од едната и од другата страна, без оглед што ВМРО ДПМН сега вика сега вие го заработувате судството, што би сакале да има реално и вистинско судство кое што ќе суди непристрасно. Дека воопшто нема. Па кај зборувам не дека воопшто нема, нема доминантна политичка волја да се направат критична маса да се направат тие промени. Затоа велам дека е потребен камшик од страна, многу посериозен. Од овој што е, мислам, извештајот на Прибе напише 2 извештаи. Мислите дека и досега покажа дека немаат капацитет. Значи, се додека не се отвори, според мене, преговарачко поглавје со Европската Унија да се направат сериозни реформи во судството и онака со камшик буквално не биде нацртано што треба да прави Македонија, иако и сама треба да покаже капацитет, мислам дека реформите во судството не се можни. Добро, ако отвориме преговори со Европската Унија ќе биде многу полесно, тогаш ќе биде патот истрасиран. Проблемот е како да дојдеме до преговорите, затоа што очигледно дека не се работи само за името, како што стои во нон-пейперот. Меѓутоа го спомнавте нон-пейперот и се повикувате на него за критиките Момировски, знаеме дека земите што го подпиша има други мотиви и да не се даде датум за преговори на Македонија и Албанија. Не се во ред ова што го наведуваат, да речеме дека е така, меѓутоа нивните мотиви се поинакви, се внатре. Ви зборувате се за Франција, за политиката на Макрон, избори до година, Холандија, Португалија, Шпанија, Луксембург, значи да не забравиме 5 Белгија, значи најмалку 5, можеби 8, не важно. И тоа ако направите споредба со Австрија, например, каде што Курц исто така е, десницата, каде што има битка, да речам, со екстремната десница, и тој има проблем со прием на нови членки, ќе видите дека тој критериум не стои. Курц е за влезна Македонија и на Албанија. И на двете земји, Германија е само за Македонија, меѓутоа... Што значи дека тие проблеми внатрешни на членки Европската Унија постојат не од сега, постојат 20 на години назад и ќе постојат секогаш. Меѓутоа, објективно е дека ако ние завршевме елементарни работи, да бидеме искрени, во Брисел никој не очекува, ниту во Париз никој не очекува дека ние одеднаш сега ќе направиме исчекор. За една година борба не против само за една година, и најнад за 10 години, да не се лажеме дека ние сме дојдени до самиот влез во Европската Унија, имаме уште многу работи да ги завршиме. Меѓутоа објективно е дека ако направиме елементарни работи, да не забравиме, францускиот амбасадор Тимоние 2 пати реагираше и ни кажа директно во контекст на законот за јазици беше тогаш ни кажа дека оваквиот начин на носење одлуки во собранието контроверзен може да предизвика проблеми и ние тогаш никој од нас не веруваше дека навистина ќе дојде оваа ситуација да се шират нон-пейпери по Брисел и сега ние можеме да велиме дека Макрон има лични амбиции да победи изборите. Да, тој вели дека треба и Европската Унија внатре да се среди после Брекзит, значи не сме ние... Да, во контекст на европскиот бич, ние можеме да им помогнеме многу ним за тие нам да ни помогнат. Така би тоа ние тоа не го правиме за жал. Јас би сакал да кажам делот за борбата против корупцијата и организираниот криминал, бидејќи тоа не е само реформа на судството. Важна е и политичката волја која што се демонстрира пред се не само преку органите на прогонот, затоа што ние мислиме дека со специјалното јавно обвинителство и сме завршиле со борбата против корупцијата и организираниот криминал. И мислам дека дел од тие работи во нон-пейперот се должат и на тоа што кај оваа влада не виделе решителна волја во контекст на борбата против корупцијата и организираниот криминал. На кој ниво? На ниво на ако вие сте обвинувале одредена власт претходна дека е режим, дека украла, или не знам, и одлеала на странски сметки 5 милиарди долари или не знам за колку пари веќе обвинува. Ние не видовме некаква решителна акција дека владата, знаете што, после режимот на Милошевиќ, српската влада формираше комисија на чело со правникот професор Грубач во која што направи план за финансиска лустрација.
Значи испитување на потеклото на имотот. Па имаше она комисија предводена од Младен Динкич која што ги бараше парите на странски сметки, отиде во Кипар да види дали има пренесувано сметки, односно пари на странски сметки на олигарси, на луѓе од врзани со политичката власт. Ние сето тоа како решителна политичка волја на оваа влада не го видовме. Што видовме во меѓувреме? Видовме одредени обиди за додворување на некои олигарси. Видовме дека некои цело време изјавуваат дека нема да бидат гонети заради тоа што го прават и видовме обид и за откуп, односно за корумпирање и на новата власт. Значи делумно го видовме и тоа. И од тие причини, ако вие не покажувате волја да се борите ниту против бившите, а гледаме како се борат против знаете на кој ниво поднесоа неколку кривични пријави против градоначалници за делумно кои што беа смешни. Да, нема ни расчистување со ние криминали кои ги најавуваат. И вториот елемент кој што е многу важен е дека вие во власта имате една структура која што е од претходната власт, значи од делот бившиот режим, која што е од Демократската унија за интеграција, и која ви ги врзува рацете или вие не сакате едноставно да се борите против неа. Значи имате ли политичка волја? Јас се согласувам со делови од нон-пейперот во тој контекст. И мислам дека тоа е значи вие морате да ги гоните и градоначалниците на таа на ДУИ, ако веќе ги гоните другите, нели? Нормално ако има за тоа елементи. И не само градоначалниците, бившите министри и така натаму. 60,3% граѓаните го гледаат, тоа покажувајќи 60%. А гледате кај албанците, имате незадоволство кај албанците од тоа. Токму од борбата против корупцијата. Само да репликам кратка. Се согласувам. Таштината од претходниот систем и ДУИ како нужно зло се два објективни фактори кои што навистина пречат за да се дојде напред. И тоа вие имате еден друг критериум мерит систем, именување на важни државни функционери врз основа на заслуги во смисла на професионалност. И одеднаш ни стануваат советници на премиерот луѓе како командант Хоџа, како што не знаеме зошто стана. Командант Хоџа, или господинот Хоџа, како што го нарече. Да, не, командант Хоџа, тоа му е името кој што нели во јавност се појави. Имате Љубе Бошковски, кој што е советник за странски инвестиции, предвидена видовме на Facebook дека имаше гости тамо во Хрватска каде што му е. И навистина се прашувате зошто се случува. Имате сестра на јавната обвинителка, специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, која што станува заменик председател на Државна комисија за харти од вредност, според мене една од 10 најважни функции во државата, затоа што тука ви поменуваат сите бизниси од големите компании, акции и така натаму. Тамо кај што е Боркица вработена. Да. Сопругата на Гров. Не како член на комисија, како што друго. Значи зборуваме за елементарни работи. Странците го гледаат тоа, знаете. Овде во амбасадите ни разговараме секој ден со дипломатите, го кажуваат тоа очи во очи. Значи луѓето го гледаат тоа. Тие не очекуваат дека ние одеднаш ќе запреме корупцијата и митото во Македонија. Тоа го има во Германија, во Австрија, во Србија и во Руманија. Волја за борба треба да покажете. Да, значи повторно велам, не треба таму големи резултати не очекуваат, очекуваат кај лесните задачи, каде што е недозволиво да се именува еден човек кој што вели дека е среќен, кој што биле загинати 8 полицајци во Куманово за советник на премиерот за безбедност. Знаете, не е се во законите има нешто и во моралот, во етиката. И тука дури и странците се нервираат за тоа, тоа што ја го имам како информација. Се согласувам дека делот во она што е условно речено државна администрација, високи позиции, синекури и така натаму, дека макар што оценките, мислам дека може да ни ја дава табелата околу мерките на владата за јавна администрација, 30% целосно задоволни се 8,5%, 30% се донекаде задоволни, 33,7% воопшто не се задоволни. Значи, ова е бројка која покажува огромна незадоволство и тука нема разлика ни по етничка основа. Што е, кај државната администрација има два елементи. Еден е делот кај што луѓето очекуваат да бидат тие што не се дел од државната администрација да станат, што е трагедија, нели? Не е поентата да бараме работа во државната администрација. Тоа е дел од едно незадоволство. Вториот дел е од оние вистински граѓани колку се задоволни од државната администрација во контекст на како јавен сервис, како таа функционира. Ние знаеме дека таа државна администрација, градена не само во текот на минатата власт, можеме да кажеме дека во текот на сите минати власти, е
буквално произведовме еден монструм кој што не само што го јаде буџетот и така натаму, туку и е нефункционален во контекст на пружање вистински сервис услуги на граѓаните. И тоа е големото незадоволство. Дали тоа може да се измени за една година? Не верувам, затоа што во прашање е свест некаква, во прашање е да речеме еден менталитет кој што треба да се менува комплетно. Особено што имаме згрижување на сите оние сега што мишаа врата земаа плата дома, па сега треба да се вратат на работа, па им бараме уште место, па им даваме можност да одбијат до 3 пати. Да одбијат до 3 пати, по четвртиот вработувања. Значи логично е дека тоа ќе предизвика кај луѓето, па дури кај голем дел од оние албанци кои што завршиле некакви школи, напредувале и сега некој тамо ќе бира место, а не знае ништо да работи. Од тие причини големо е незадоволството. Мислам дека Заев направи еден компромис, тоа е благодарение не само на ДУИ, туку благодарение и на некои своји внатре партиски структури, иако и тамо влада е големо незадоволство затоа што не може да ги вработи. Но очекувањата кај луѓето се главно, зборуваме у крупните овие политички партии кои што се ВМРО, ДПМН, ДУИ, СДСМ, во големите, очекувањата се дека тие ќе станат дел од државната администрација. И голем дел од незадоволството извира од таму. И мислам дека Заев треба резолутно да каже да ја затоа што тој тоа не го направи пред изборите, не го направи ни после избори, не го направи, велеше нема да избркам ниту еден. Вие мислам дека оваа влада во идниот период мора да направи концепт за сериозно кастрење на државната администрација, ако сака да и професионализација нејзина. Ако сака воопшто да има некаков економски резултат. Мислам дека нема шанси за такво нешто, особено ако владата сама го прави тоа. Има шанси минимални доколку седнат на маса заедно, сите заедно, политичките партии, политичките фактори, и ВМРО, и ДУИ, и БЕСА, и сите што се во владата и надвор од неа, да се договорат. Без таков историски договор. Гледаме државната администрација како гласачко тело. Ако ја гледаме така, тогаш е страшно. Без историски договор меѓу сите политички фактори во Македонија не може да се поместат од место нити една од овие стратешки тешки задачи. Че нема таква шанса. Затоа што секој ќе гледа за себе да го добие најголемиот колач. Зашто се работи за болшевички лукративен менталитет кој што сака само да биде на дојката на државата, нели? Како сакате, и сега, ако живееме во тој свет, нема да имаме никаков помак напред. Или ќе чекаме да го решиме ивето, па со волшебно стапче да влезат неколку милиарди долари од страна и на тој начин да живнеме, да ги јадеме парите на во секоја земја се појавувала во некој момент некоја влада која покажувала политичка волја да ги направи, да професионализира. Јас за сега не гледам таква волја во моментов и мислам дека нема ни да се случи. Тука ќе направиме една куса пауза за реклами и се враќаме на дебатите. Продолжуваме со анализа на резултатите од новата анкета на Тилма и МЦМС за работата на владата по една година. Граѓаните ги оценија министерствата. Момировски најдобри оценки доби Министерството за надворешни работи, а потоа е Министерството за внатрешни работи, трето е Министерството за наука, дури потоа за финансии. Од една страна граѓаните велат дека очекуваат од владата би сакале наместо името и ЕУ интеграцијата кои се многу подоле на скалилото, повеќе работни места, повеќе економија, но сепак признава дека Министерството за надворешни работи направило најдобра работа изминатава година. Па добро, или анкетиве се сите perception based, како се вика, базирани на перцепција на луѓето, тоа што го гледате на телевизија, најмногу гледа министерот Димитров, кој што да кажам уште нешто кај мене во емисија не сака да дојде, меѓутоа му простив, мала шега, и се разбира така ги базираат своите ставови. Тие мислат дека Димитров најмногу работи, веројатно и најмногу според поминати километри, средби, патувања, Брисел, Њујорк и веројатно најмногу работи. И уште една работа, очекувањата се тамо најголеми во поглед на името. Мисли, чини мене сега, анкетата не го покажува тоа, меѓутоа луѓето сметаат дека доколку се реши името, да повторам уште еднаш, ќе се отворат сите други правци на движење во економијата, ќе дојдат пари. Фрапантно е за мене зошто на последно место е Министерството за животна средина, затоа што направи навистина многу. Се шегувам, се разбира. Па веројатно затоа и на последно место. Од тој аспект е сосема логично да не знам, се работи за перцепција на луѓето дека за внатрешни работи, на пример, имаме неколку нерешени случаи тешки кои што според мене не би требало да е, мислам, за внатрешни работи најдобро оценето второ поред. Меѓутоа,
Еве, доставиме дека Не, ама видите, сега вие велите за внатрешни работи, кој е министерство најдобри работи, е второ поред дека најдобро. Да, меѓутоа, ако ќе видите најлошо, е трето поред најлошо. Така што имате поделено мислење. Значи, едни сметаат дека е добро, други сметаат дека е лошо. И од тој аспект гледано не се само тие крупни процеси, јас сум премалку што зборував. Но сите некако се согласуваат дека убедливо е најлошо Министерството за здравство. Министерството за здравство, сега ќе ви кажам, гледам кај албанците има голем процент на недоверба во Министерството за здравство, така ги гледав пред малку анкетите. И тоа е делумно, според мене, од причината што Арбен Таравари беше прво министер и потоа оваа влада му даде на некој начин шут карта, го сменија. Филипче дојде пред 2-3 месеца, не верувам дека него воопшто и го оценувале. 4 месеци владата го остави значи владата немаше министер за здравство прво. Не знам дали Таравари даде шутката на владата или владата на Таравари. Обратно, владата на Таравари. Се кандидираше за градоначелник на Гостивар и остави владата на Цирил, ако земете и така сега. Може и така да гледате, меѓутоа јас мислам дека многу несериозно. Во контекст со алијансата, тоа беше идејата да се откачи бидејќи по волјата на ДУИ, алијансата не требаше да биде по владата. Но владата после локалните избори на кои што тие направија резултат со кој што почна да им се доближуваат. И сметам дека тоа беа причините што голем дел од граѓаните албанци за кои Арбен Таравари па беше пак позитивен лик. Дали ќе успееше во идејата за реформи да ги направи во Министерството за здравство, не знам, но беше позитивен лик, беше прифатлив и кај македонците и кај голем дел од албанците го почитува и сметам дека голема е причината што е таму незадоволството огромно. И второ, во здравството, нели, гледаме повторно продолжија оние проблеми што биле претходно во контекст на, не знам, бебиња продолжуваат да умират на гинеколошка клиника и така натаму. Има многу дубиози претходни и се случуваат одредени именувања на директори на клиники блиски на структури до СДСМ и така натаму. Да видиме како да нема воопшто промена од друга страна во Министерството за образование, работата на Министерството во област е најдобро оценета. Ако некаде се задоволни, 49% се задоволни од реформите во образованието, значи од сите реформи. Во реконструкција на владата, токму ова министерката Рената Десковска додуше оди во друго министерство. Па она го заврши делот во реформите на законот, барем до донесувањето на законот. И тука имаме големо задоволство кај студентската фела, студентскиот пленум, делот од оние луѓе од универзитетот, професорскиот и така натаму. Тие се задоволни со законските норми. Инаку образованието не е само тоа. Граѓаните го перцепираат како најуспешно. И вториот дел е министерката навистина остава впечаток на не само на работлив и професионален човек, гледаме дека за неа нема никакви контроверзии и така натаму, може би веројатно и перцепцијата и на личноста е важна. Значи според мене еден од тројците најдобри министри во оваа влада, меѓутоа да не забораваме дека најголем дел од луѓето кои што одговориле на прашањето со оваа анкета, веројатно имаат деца кои што ги директно го почувствувале укинувањето на екстерното тестирање. И тоа е. Што беше најголем стрес за сите деца и за родителите. Сериозно, со моите деца го поминуваме тоа неколку наврати. Мислам дека тоа е причината. Десковска е според мене реков одличен министер и се надам дека така ќе продолжи новото министерство. Кој е третиот? Рековте Димитар Десковска, околу здравството сакав да кажам нешто дека во Македонија луѓето, колку и да звучи така малку нелогично, не знаат што се случува во Европската унија во поглед на здравствените услуги и затоа очекуваат дека кај нас во јавното здравство особено ќе појдете и веднаш ќе бидете услужени, утре ќе бидете снимани на најсовремени апарати. Тоа не се случува ни во Германија. Во Германија живеев таму 3 години, точно знам дека да закажете за некоја интервенција која што не е акутна, ви требаат најмалку 1 до 2 месеци. Значи чекате по 7-8 часа дури на интервенција кога одите итна. Значи ние овде имаме малку изместени очекувања од здравството. Имаме еден социјалистички принцип од времето, затоа што во социјализмот пак имавме релативно добро здравство. Знаете, и она транзиција ја минавме подоцна со само уназадување на стандардите во здравството. И сите појави на корупција, мито тогаш, значи на она што се случува во здравствениот сектор во контекст на набавки и така натаму на организиран криминал. Страшно е и граѓаните се бомбардирани со таков тип на прашање и затоа перцепцијата за здравството е така.
Да не зборуваме дека во моментов министерот Филипче се соочува со тренд кој што не е само за Македонија. Вие имате по 200 лекари годишно државата заменуваат специјалисти, голем дел од нив заменуваат во Западна Европа. И тоа е страшен проблем. Тоа е проблем кој што го имате на Романија, вие немате во Романија лекари, во Бугарија немате лекари. Значи тоа е проблем кој што допрва ќе се манифестира таму како сериозен предизвик, не само за оваа влада, за било која влада. Ќе зголеми платата на лекарите до 100.000 денари, не знам дали до крајот на оваа година, ако тој чекор не го направи, тогаш нема начин како да ги задржите вие лекарите или медицинските сестри кои што исто така се во дефицит. Значи толку е руинирано здравството што тешко дека што граѓаните не веруваат дека таа реформа брзо ќе биде. Тие реформи па и најпрво ќе ги почувствуваат. И дополнително се работи за емоција, кога гинат луѓе, бебиња. Имаме пример со едно дете кој што е случај 1 во милион пред неколку месеци, сите ја нападна институцијата каде што се случи инцидентот. Се случи еден пример во 1 милион луѓе. Вие не можете да интервенирате соодветно, и тоа се работи за емоција, најлесно да нападнете лекарите кои што немаат одбранбена. Јас сум се субјективен тука, сопругата ми е лекар, па ги знам точно работите и премрежијата низ кои што поминуваат 99% од нив се честни луѓе, без корупција, меѓутоа и затоа мислам дека задачата на Филипче е меѓу најтешките во оваа влада. Зошто критиките се многу патени, а очекувањата се исто најголеми и за минималната плата, и за мерките за економски раст што ги промовира владата? Како тоа го толкувате? Тие очекуваат работни места. И во анкетата што ја правевме пред локалните избори, граѓаните на прво место обидливо го ставаат дека очекуваат отворање нови работни места и да го почувствуваат, да ги почувствуваат промените на во стандардот. Во контекст на минималната плата, сепак е тоа една мерка која засега одреден дел од граѓаните, нели? Иако, како што го слушавме вице-премиерот Ангушев, па и натаму и заедно го говори истото, дека таа минимална плата потоа ги турка и другите плати нагоре, нели? Штом ќе зголемите минималната, ќе се зголемат и другите. Меѓутоа тој процес, знаеме каква е Македонија, многу тешко оди, треба многу инспекции, треба многу иако има првични некакви помаци, но од друга страна фактот дека засега одреден дел од населението, колку таму 30-40.000 граѓани, колку што се сеќавам работници, е еден индикатор дека кога се прават вакви анкети, да речеме колку вас ве засега минималната плата, нели? И зошто вие би сметале дека е тоа добро или лошо решение. Од друга страна, многу луѓе се засегнати од зголемувањето на минималната плата, да речеме овие што се во бизнис секторот. Тие не се баш за тоа да даваат, тие што плаќаат даноци не сакаат да даваат повисока минимална плата, отколку што тие сметаат дека работниците треба да земат. Така што тоа прашање мислам дека не е најдобриот индикатор за економската политика. Во контекст на отварање на работни места преку политики и мерки на владата, да речеме, второ, инфраструктура, отварање на нели работа во патишта, градежништво, инвестиции, нели капитални инвестиции и така натаму. Тука гледаме промена, има задоволство кај инфраструктурата, дека гледа има мала затоа што тоа е се уште во најава, гледаме дека нешто сега ќе се палат машини иако пролетта почна и така натаму. Многу мала искористеност на како се вика капиталните инвестиции во првите неколку месеци, но тоа е нешто што допрва треба да следи. И мислам дека тука можеме да имаме само очекувања. Изминатиот период не видовме некои големи помаци во тие области. Да видиме и овие инвестиции што ги најави премиерот, дали ќе дојдат, дали се тоа само најави или реално ќе ги осетиме. Или само купување време, да видиме објективни, само кажа претходно дека за такви капитални инвестиции треба неколку години подготовка за да почне. Тоа апсолутно не е така, тоа логично. Секоја влада купува време, така и оваа влада се обидува да купи време до некој друг, нели исчекор, евентуално, не знам, покана за НАТО. Објективно е дека во Македонија многу тешко може да отворите нови работни места. Објективно е дека најголем дел од луѓето, тие 600.000 луѓе кои што заминаа претходно, нели, во времето на ВМРО, зарем сега се вратија? Зарем не продолжи сега истиот тренд на иселување? Јас потекло сум од Деварско. Вие во моментот во Деварско, општина Жупа конкретно, не можете да најдете работник кој што ќе ви сработи дома, дзидар, не знам, обична надворси. Значи, да. Немате луѓе, 2500 денари е дневница за еден човек таму. Во најсиромашната општина во Македонија. Зашто? Трошци се заминати во Италија. И тоа е
ситуација која што не може да надмине ни една влада. Тргнете од тие обични некои примарни дејности, па се до највисоките. Кој човек со високо образование кој што завршил на добар факултет, со добри оценки, со познава јазик, ќе остане во државата за, не знам, 24.000 денари плата, нели, професионална Македонија. И за крај, Момировски, престои реконструкција на владата, таа ќе биде минимална, еден трансфер и неколку нови министри. Од анкетава гледаме дека освен министерот за надворешни работи, еве и за внатрешни образование, другите министерства имаат многу мал рейтинг кај нивната оценка на работата е речиси незабележителна. Генерално како тоа го толкувате и во пресрет на реконструкција? Повторно се работи за тоа далеко од очите, далеко од срцето. Тие министри што ги гледаме на телевизија, по медиумите, по социјалните мрежи, тие се најпопуларни. Мислам дека тука луѓето не размислуваат колку Никола Димитров е добар во тоа што работи или Оливер Спасовски. Го гледаат дека нешто работи и во овие услови во Македонија кога ништо не се случува значајно и позитивно според мене, зборам за стратешките цели, го оценувате за добар тој што нешто работи, нешто што сработил, туку нешто што воопшто работи, и од тој аспект мислам дека анкетата е многу логична. Тие луѓе што се појават на телевизија, на промоции, на некакви, не знам, проекти. Јас мислам дека би сакал оваа теза да ја малку завртам во контекст на тоа дека да, точно е дека тие ги гледаат, да речеме, го гледаат министерот Димитров, меѓутоа повеќе тука станува збор за надежи и очекувања дека од тој труд и од таа работа нешто на крајот ќе излезе и дека се уште присутни тие надежи, затоа полагаат доволно верба. Да речеме од друга страна зошто би оцениле дека, не знам, да речеме Министерството за одбрана или Министерката за одбрана дека не работи добро. Затоа што веројатно тоа е област која нешто многу не ги засега граѓаните. Иако во контекст на НАТО во контекст на НАТО, да, меѓутоа во контекст на НАТО ние реформите воени до сега, барем со сите оние акциони планови, ги завршуваме на време, се како што треба, дури мислам дека еве министерката Шекеринска имаше и изголемување на буџетот во одбраната оваа година, што е за прв пат после долга низа години имаше изголемување на платите, ама тоа не засега огромна бројка, зашто ние немаме армија како што имаат некои други држави. И перцепцијата на граѓаните за таков тип на министерства, да речеме, не ева, но имаме перцепција, да речеме, за министерството, како што споменам, Момировски за животна средина, кај што знаеме дека речиси ништо не се презема. Односно, барем не го гледаме ние во јавноста тоа. И една вака генерална забелешка. И покрај тој огромен PR тим на владата, од 40 луѓе внатре или 150 по сите министерства, за жал, многу лошо се работи на и оние мерки што ги има. Гледам, да речеме, во, не знам, Министерката за труд и социјала е многу активна, но колку допираат до јавноста сите мерки што ги презема тоа министерство и така натаму. За да може да ги оценат. Навистина треба да си ја преиспитаат и својата работа во пиарот. Ви благодарам и на двајцата за анализата на резултатите од анкетата. Се надевам дека ќе биде корисна за премиерот и владиниот тим на што ќе треба да посветат внимание кои се пораките на граѓаните од оваа анкета, а во среда ги објавуваме резултатите за рейтингот на политичарите и политичките партии. Останете со Телма. Имајте пријатна вечер.